Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван колега Талевски, кога ве слушам, навистина човек добива впечаток дека зборувате за некоја друга држава, а не за државата која што вие ја оставивте зад себе. Имавте 7 години министер, 7 години директори, 7 години обвинителство, целиот систем под контрола. А што оставивте зад себе? Хаос во издавањето лични документи, граѓани понижени со часови денови чекање, институции со нарушен углед и чувство дека законот важи за сите, освен за блискиот ешалон на СДСМ и ДУИ. А кога некој сега воспоставува ред, тоа нормално ви пречи. Но да ви одговорам со факти. Кога Панчо Тошковски дојде министер во Министерството за внатрешни работи, полицијата достигна ефикасност од 69%. Тоа не е партиска бројка, туку тоа е официјална бројка. Сузбиени се над 30 организирани криминални групи. Ќе ви повторам, над 30. Дел од нив во областа на дрогата, дел во областа на корупцијата, кримчирањето мигранти, оружјето и други облици на тежок криминал. А да ве прашам, каде беа тие групи кога бевте вие на власт? Тие не се измислени од вчера, тие постоја и вие кога бевте на власт. Но тогаш вие дававте пасоши на белосветски криминалци, на Седат Пекер и останати наркобосови светски, кои што кажуваат дека имале средби кај тогашниот премиер дома. Што тогаш ништо вие не презедовте. Од вашиот град, вашиот командир на полицијата го апсеше деја со 200 кг марихуана. Тој има слики од првиот до последниот со вашата пратејничка група. Ете, таму беа тие криминални групи. Скопските криминални групи од Грчеци и останатите беа на сите слики со функционерите на СДСМ, вклучени во сите изборни циклуси. Ете, затоа не се апсеа тие криминални групи. Понатака, во борбата против дрогата, сузбиени се 11 организирани криминални групи. Заплемити се повеќе од 6 тони наркотична дрога, откриени се лаборатории, а прекинати се меѓународни канали за трговија со дрога. Тоа се резултати, господине Талевски, не се изговори, туку резултати. Кај имотниот криминал, тешките кражбите се намалени за над 30%, а разбойништвата и разбойничките кражби за над 40%. Кај насилниот криминал, бројот на убиства е намален, а расветлени се случаи кои со години биле нерешени. Панчо Тошковски не наследи функционален систем, туку Панчо Тошковски наследи распаднат систем, нарабна колапс со огромни проблеми, огромни нарушувања и не се зафати со критика, туку се зафати со работа да го поправи. И конечно, македонските граѓани по оваа цела макотрпна работа повторно ја враќаат до вербата во македонската полиција, која што вие ја нарушивте. Ви благодарам.